Здраво, ова е 91-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Лоро, на Паоло Сорентино, во кој станува збор за животот на премиерот на Италија, Силвио Берлускони, и за плејада на ликови кои се доближуваат и оддалечуваат од неговиот живот за време на политичките мандати. Структурално филмот е поделен на две целини, од кои првата се состои од опортунизмот и болната амбиција на макрото Серџио Мора, кој сака да го запознае премиерот и да стане негов амбасадор, со цел да има пристап до неисцрпни извори на пари и успех, а вториот дел е за приватниот живот на Берлускони во одминати години, кој е желен за повторна власт, наспроти неговата начитана сопруга, која е несреќна и губи интерес за него, го избегнува на странствувања, а тој останува опкружен во мноштво на млади разголени жени, спонзоруши кои се тепаат за неговото внимание, односно за фамозниот подарен синџир со пеперут. Судирот на генерации се воспоставува во корелација на односот на 20 годишната со 70 годишниот, кај што јасно се потенцира патетичноста на ситуираноста во која љубовникот во трето доба ја подсетува на незиниот дедо. Берлускони е уживател на погодностите кои му се надофат, тој е боемџија, а во неговата сопруга тлее еден притаен револт и негодување на неговиот начин на живот. Во еден нивен круцијален дискурс тој потенцира дека и таа била спонзоруша која шармирал, но според неа таа го сакала како млада, а денес лошо остарел. Силвио се обидува да ја шармира со серенади од омилениот пејач, но не го постигнува саканиот ефект. Силвио од една страна е несреќен затоа што младоста го одминала и може само да гледа и љубомори како другите ја поседуваат, затоа што со сите влијанија и пари нема да може да ја купи. Некупливо е и достоинството на супругата, која што смета дека Силвио одамна го има загубено со неговиот менталитет на продавач на лаги. Во првиот сегмент забележуваме еден вообразен опортунист Серџио, женкар кој ги испробува девојките кои ги нуди, продавач кој што капитализира врз основа на познавањето на човечката природа. Во политичката сфера го забележуваме Берлускони како со парите наследени од родителите и моќта сака да купи 6 сенатори, да разубеди фудбалер да не изврши трансфер од Милан во Јувентус. Токму при соочувањето со непоткупливите ликови ја забележуваме немоќта на Силвио. Алтруизмот доаѓа во една мануфактурна амбалажа која го прикрива егоцентризмот, јаството и врвната себичност, наспроти нудењето на помошта на државата, на која очајно и треба. Но да се поседува се, очигледно не е доволно за Силвио, кој се смета себе си дека е празен и незадоволен доколку остане без проекти и моќ за разубедување во своја полза. Со бесконечни пенови низ раскошни вили и јахти се уловува одвивањето на модерните баханалии во кои се слави животот. Таму се тргува со животите и се купуваат туѓите ставови. Кога просторните домови се на располагање, изводливи се долготрајни трекинг кадри во кои се разубедуваат ликови. Тони Сервилјо е честиот соработник на Сорвино, кому му припадна улогата да личи и да се однесува како Берлускони, што сосема убедително ги постигна овие зацртани цели со неговата актерска игра. Во една сцена дури и глуми два лика кои се разубедуваат за собствените агенди и дистинкцијата во однесувањето на тие два ликови е воочлива. Тоа пролонгирање на насмевката на Берлускони умее да биде морничаво. Филмот во Италија беше прикажан во два дела од по 100 минути, а за потребите на прикажување на филмот надвор од Италија монтирана е унифицитарна верзија на филмот во една целина со време трајање од 150 минути, во која се содржани делови од првичната поделеност, меѓутоа изземен е речиси 1 час од снимениот материјал кој е прикажан во Италија, за да му овозможи на филмот да биде италијански представник на Оскарите за неанглиско говорно подрачје и прикажен на фестивалите. Визуализацијата на филмот е безпрекорна. Долгогодишниот соработник, кинематограферот Лука Бигаци, се има вооружено со Red Weapon 8K да насними безпрекорен колорит, но и видеоспотска slow motion естетика на развратните забави, на кои врне дошт од MDMA, искористувајќи ја прикажаната голотија како славје на младоста. Има неколку прекрасно кадрирани сцени, како што е воведната со смртта на овцата под климауредот во раскошниот дом, или пак сцената во која Силвио е облечен како жена покрај базенот.
Уште едно спротиставување се потенцира помеѓу домот на богаташот и домовите во руините по земјотресот како своевидно рушење на вавилонските кули. Не верувам дека има човек кому му пречат наглите зумови во згодните девојки. На големо платно верувајте ми дека се уште повкусни за очите. Во поглед на монтажата на Кристијано Travagioli, морам да ја пофалам уникатната и запамтлива сцена во која со салто мортале се преминува на сексуален чин, а хипермонтажата е соодветна во сцените кога се конзумира кокаин или пак мечкат кога експлодира камионот и започнува MDMA и дождот. Музиката на Леле Марчители е игрива, со цел да задржи ритам во транзиционите сцени со жичени инструменти, меѓутоа неговите композиции се засенети од изборот на музиката од Iggy Pop, врз која и тоа како делото добива на динамика, а со меланхолични пијана и виолини се засилува теговата од земјотресот. Насловот на филмот е своевидна игра на зборови, бидејќи е повеќе значен и може да се толкува како тие, или пак во буквална смисла како злато. Во двете форми има наменски причинители за метафорите. Голем дел од филмовите на Сорентино се централизирани околу некаква славна личност со поминат рок, која имала декадентен и бурен живот, го вкусила плодот на славата и се соочува со староста и пропуштените можности. Во последните негови остварувања, Youth и The Great Beauty, го воспоставува контрапунктот помеѓу највозрастните ликови со убавината на младите со голени тела во Eurotrash манир, што не е исклучок и од новиот филм. А блискоста со Il Divo е забележлива во централниот лик на политичарот. Сорентино пред филмот ја работеше серијата The Young Pope, а по филмот незиното продолжение The New Pope. Ги сними кратките филмови, рекламното вбрзгување во 70-тите во Killer in Red и потрагата по совршениот миг меѓу соголените манекени-манекенка во Празниот град пред изгреј сонцето во Пиколе Авентуре романе, а најавена е соработка со Дженифер Лоренс во мафијашкиот Mob Girl која е во предпродукција. Во Лоро се оддава почит и кон La Dolce Vita, миговно пребегнувајќи во неореализам. Ако некогаш ми се јават претензии за политичка кариера, сакам Сорентино да ми снима рекламна кампања. Каде и да ја намести камерата, ќе има убавина во кадарот во Италија. Не сум сигурен дека во амалгамираниот филм е подеднакво добро монтирана содржината на двата оригинални филмови или добиваме редуцирана верзија во која се оставени премногу одврзани краеви во некохерентноста на поединостите кои не образуваат целина. Неврзани се приказните на зависничките од Берлускони, кои тој ги цица додека се млади и ги фрла во отпадот на заборавот, не баре е вампир кој се прехранува со младоста на девојките. Тој подвиг не е многу поразличен од останатите ескапади на мажите кои ја злоупотребуваат позицијата на моќ, со цел да бидат обкружени од девојки гладни за внимание и момци алчни да вкусат моќ. Филмот ги начнува неговите превртливи карактеристики, но не сум сигурен дали ни ја приложува целовитата представа за Силвио. Без разлика на квалитетната кинематографија, вештата монтажа и убедителната актерска игра, филмот ќе добие помала оценка поради нафрлените животни патишта во очекување на инцидентна целесообразност со нивно натрупување на едно место. За премногу простор се искажува премала суштина. Ова е филм за боемската душа на Берлускони, за славењето на младоста и неприфаќањето на лимитите на старењето, ситуиран во раскошни домови кај што забавата нема крај. Ако морам да го евалуирам, тогаш Лоро од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 91-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!